потреба и вредност на покајанието. Сето она што го вели Светото Писмо не е човеков поглед, туку е совршена вистина објавена од Бога. Светото Писмо е божествена книга која нам ни ја прати небескиот Отец, Севишниот Бог, преку од Него инспирирани луѓе, како писмо да ни даде светло и да не поучи нас, неговите чеда, на земјава. Во оваа божествена книга Бог го постави покајанието како основа во неговите односи со нас. Најпрвин во времињата на Стариот Завет, тоа е периодот пред Христа, среќаваме еден превосходен пример на покаяние и исповед поставен од големиот пророк и цар Давид, чиј личен пример и неговиот 50-ти псалм стана за секогаш молитва и поттикнување на луѓето низ времињата кон покајанието и враќањето кон Бога. Од друга страна, Бог преку своите гласници, пророците, често повикуваше на покаяние како што е следново. Измиите се, очистете се, тргнете ги вашите порочни дела од пред моиве очи. Престанете да правите зло и обратете се и одвратете се од сите ваши недостојности. Измиите ги, вели тој, вашите души, за да ви се чисти и престанете да ги правите лошите дела кои ги правите пред моиве очи. Покајте се и одвратете се од вашите недела. Кога Христос Спасителот требаше да дојде во светов, тој го прати својот велик предходник Јован Крстител, најголемиот гласник на покајанието, и преку него тој им проповедаше на евреите: покајте се и донесете плодови достојни на покајанието. Кога Христос самиот дојде во светов, отварајќи ја ерата на новиот завет, на новиот христијански живот, неговата прва порака беше повикот на покаяние. Христос почна да проповеда говорејќи: покајте се и верувајте во Евангелието. Христос сам објави дека дојде на светов за да ги повика грешниците на покаяние. Прелесната и драгоцена приказна за блудниот син, оваа голема драгоценост на Евангелието, е најпоучна проповед во која Господ покажува дека Бог, Отецот, не само што го заповеда покајанието, туку му дава такво значење што се радуваат и ангелите Божји за грешникот што се кае. Господ лично ги прима покајаниците со голема милост, наклоност и љубов. И целото Христово учење на земјава зборува за покајанието. Неговите апостоли, исто така, беа пратени во светот воглавно да проповедаат покаяние. На денот на Педесетницата, кога Светиот Дух дојде и слезе врз секој од нив, и тие се исполнија со Свет Дух. Тогаш Петар ја започна својата проповед со беседењето за покајанието. Да се покае и да се крсти секој од вас во името на Исуса Христа за простување на гревовите, објави тој.
Павле, говорејќи им на нашите предци од Атина на Марсовото брдо, проповедаше покаяние велејќи: Бог ги презре времињата на незнаењето. Сега редум им заповеда на сите луѓе да се покајат, зашто определи ден кога праведно ќе го суди светот. Тој понатаму објави дека им сведочи и на евреите, и на грците, барајќи покаяние пред Бога и вера во нашиот Господ Исус Христос. Зашто Бог ни додели покаяние, за да можеме да ги очистиме нашите гревови и да ни биде подарен живот. Свети Петар додава дека ако нашиот Господ се уште не дошол да ги суди и осуди грешниците, тој прави така зашто е долготрпелив спрема нас и не сака никој да пропадне, туку сите да дојдат во покајанието. Поради ова, Господ се жалости и ги смета за многу несреќни оние кои што не се покајале потполно. Црквата се до денес го проповеда покајанието како првенствен и потполно неопходен пат за спасението. Преку покајанието, црквата очистила милиарди души, ги осветила и го осигурала за нив Божјото небеско царство. Преку покајанието црквата ќе ја продолжи својата корисна работа се до крајот на светот. Зашто покајанието е верата и влезот, и врата и враќањето при Божјата палата, наречена Христова црква, христијанска религија. Идолопоклоникот, неверникот или необратениот од една страна и секој кој не е христијанин мора да се покае и крсти со цел да стане христијанин, за потоа да влезе во црквата. Христијанинот, од друга страна, кој сгрешил на некој начин по своето крштевање и ја изгубил чистотата која ја примил при крштевањето, со изгнасувањето на својата душа во гревот и оттуѓувајќи се од својот небески Отец, како блудниот син во приказната, мора да мине низ светата тајна на покајанието и исповедта, за да се ослободи од гревот и да се поврати во црквата како еден од нејзините вистински членови. Црквата ги повикува сите на покаяние. Не само оние кои што се оттргнале од христијанството или оние што се нарекуваат себе си христијани, иако живеат како незнабожници, туку исто така и христијаните кои се здобиле со христијанско образование и се сочувале од моралното паѓање. Само сепак паднале или се уште паѓаат во повреди на законот на Евангелието. Подсетувајќи ги таквите христијани на од Бога инспирираната мисла на евангелистот Јован дека ако речеме дека немаме грев, се лажеме себе си и нема вистина во нас, црквата ги поканува тие да развијат поискрено покаяние, да направат потцврста одлука за да станат вистински христијани. Точно да си испитуваат себе си секој ден и внимателно да ги искоренуваат дури и така наречените мали и ненамерни гревови или страсти, кои всушност се коренот на големите и сериозните. Црквата ги поттикнува таквите христијани да се обидат, онолку колку што тоа е можно на човековите сили, да живеат достојно на повикот како христијани приврзани на Бога во дух и вистина.
Токму поради овие причини, секој човек има потреба од покаяние. Најдостојното средство за спасението на секого.